Здраво, ова е 203-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Хајф на Блер Табашоли, во кој станува збор за Фахрие, која ја глуми Илка Гаши, која што, како и многу други сопруги во Косово, во исчекување е за вести од незиниот исчезнат сопруг, кој не може да го лоцира веќе 7 години по војната во Косово. Со оглед на тоа што некој мора да заработува за да преживее семејството, таа одлучува да научи да вози автомобил и ги организира вдовиците од селото да започнат да се занимаваат со производство и дистрибуција на ајвар. Тоа значи дека во традиционалното обкружување таа ќе биде црната овца на која ќе и замеруваат мажите дека е срам за семејството, поради тоа што решила да вози, а не пак да ги заведува нивните сопруги дека може да раководат со фирма за производство на ајвар, кој што се продава во градските супермаркети. Отсуството на сопругот е евидентно уште од првиот кадар, празнина која што станува забележлива и преку недопрените предмети од негова страна, во период во кој го нема во домот, оставајќи ненаминлива невидлива тегоба, која што ја носат на својот грб преостанатите членови на фамилијата, иако Фахрие се себе назначува како извршителка на неговата функција, со оглед на тоа што неговиот татко е во инвалидска количка за кого се грижи Фахрие покрај незините малолетни деца. Филмот ги нагазува и причинителите за исчезнувањето, односно потонува во водите на социјалниот ангажман на делото, кои се разбира дека не придонесуваат на естетските квалитети на творбата, туку се импулси кои го конкретизираат делото во историографски контекст, акцентирајќи ги последиците на војната, што е универзално разбирливо. Никој не сака да се помири со губитокот, па затоа воочлива е волјата да се остане во вечно чистилище, отколку да се добие јасно сознание од кое нема бегање. Вториот императив, со кој нужно е да се носи делото, за да добие уште една универзално разбирлива нишка на рамниште на детализирање на руралниот живот, е рустикалната малограѓанштина, односно закоравениот традиционализам, на кој се поклонува заедницата, на која припаѓа фамилијата, која што мора да преживее на некаков начин, но малоумните припадници на околината се првите што ќе прекорат на начинот на кој честно ќе си го заработи лебот Фахрие, меѓутоа ниту еден нема да сака да подаде рака за помош во тие тешки мигови без да ја уцени или експлоатира. Тука се раѓа тивкиот револт кај стоицистката која одлучува да се противи на заостанатиот светоглед на округот во кој што живее и почнува да се еманципира и да ги крши нормативите на редундантниот поглед на покорната сопруга, кој треба да го глуми во заедницата, која најдобро знае како да го диктира незиниот живот без да понуди безусловна помош. Стравот во средината лежи во констатацијата дека и останатите сопруги може да се пробудат и да ги добијат слободарските идеи за либерализација, односно самостојност, преку сејки на подчинетоста, која ја очекуваат од нив тоталитаристичките деспоти, односно сопрузите. Нивната хегемонија се потпира на механизмот на изговорите, наменети за одржување на контрола. Меѓутоа Фахрие станува екземплар на бунтовноста на тој домашен режим со најразличен корпус на несоодветни начела и подвизи, од возење на автомобил до отворање на фирма, односно стекнување физичка и финансиска независност од околината, односно индивидуализам наспроти племенското уредување во капиталистичкиот свет. Незиниот императив е недобредојден во средината, па се соочува со бројни препреки, како што е кршењето на стаклото на автомобилот со камен, до кадарот во кој се скршени теглите со ајвар од дилетантите на селото, сцена во која кога го гледав ајварот на земја изгледаше како да сведочам на масакр кој завршил врз крвав пот, само затоа што соседот се сити со туѓ неуспех, бидејќи не е и самиот способен за нешто подобро од себе си. Овие бројни комплекси, водени од завист и љубомора, се универзални и својствени за сите балкански држави, па затоа сроден е филмот за сечија гледачка провениенција, но не е важно колку пати ќе паднеш, туку колку ќе станеш. Во судирот на различните мерила на културолошките феномени се носат одлуки кои ќе изискуваат бурни реакции за луѓето, кои се плашат да согледаат дека времето носи промени и прифатат дека живеа во 2021 година, која се уште нема пристигнато во косовските села. Несомнено дека не се пробива толку лесно под челуста на стоицизмот и тешко се дознава што се крие зад погледот, што контемплира,
без разлика на тоа што Фахрие е двигателот на филмот врз кој е фрлен главниот фокус, што не остава простор за развивање на ликовите на нејзиниот син и ќерка, но колку и да е тврдоглав дедото, и тој и Фахрие не се подготвени да се збогуваат со исчезнатиот, затоа што се разбира секој на свој начин тагува за непремостливиот губиток. Неминовно е да впрегнам паралела со нашиот најзначаен филм Ханиленд, кој што ја трасираше патеката на Санденс за филмови како Улиште, освојувајќи ги бројните награди и отварајќи го светогледот за балканската култура на преживување во сурови услови, создавајќи силен пандан на ирландската кинематографија, така што аналогијата со одгледувањето на пчелите на стоицистичкиот лид мислам дека многу лесно ќе се впрегне со субјектот наотиче од метена земја, иако не би можел да се сложам дека има дорасната фотографија како таа на Ханиленд. Затоа, во едната сцена и сцената од разрешницата се поистоветуваат со отворањето на прашањата и нивниот одговор, снимени на рака, без рез, за да се долови тензичноста на травматичниот миг. Впрочем, нашата држава е копродуцент на овој филм, што е навистина погоден избор, затоа што филмот содржи наличја кои се сродни со нашиот селски менталитет, односно закоравено традиционалистичко милје, надвор од просторот, времето и светските текови, држејќи се за бајати концепции на поделени полови обврски кои се одамна невалидни во модерниот свет. Кога ќе се расчлени делото, несомнено дека постои опасноста да биде прецизна математичка склопка на работилниците на кои ги поседува сите посакувани чинители на актуелни проблематики кои ги коментира, од воен конфликт до еманципираноста на жената, до судир со патриархијата и малограѓанштината. Меѓутоа, овој филм е пресликување на предизвиците низ кои поминала Фахрие Хоти, која што денес размислува како да го извезува ајварот во сад, така што реалноста е почудна од фикцијата и понекогаш потребно е да се согледа потенцијалот во нечија животна сага и да се прераскаже со филмскиот јазик за да се добие впечатливо дело. Формулаичноста колку што е олеснителна околност, толку е и квалитативен непријател. Алекс Блум во неговата фотографија се придржува до началата на европскиот модерен натурализам, склон повеќе на романскиот новбран или иранскиот новбран, во комбинација со делата на браќата Дарден, црпејќи визуелна инспирација и од Redcatcher, и од Formans, 3 Weeks and 2 Days, и од Mustang, и од останати балкански мизери порн филмови, кои соодветствуваат на реалистичното прикажување на агонијата, со која се соочуваат ликовите кои живеат на Балканот, што се сведе на амбалаж филмски продукт, кој што светот се навикна да го дегустира, затоа што и пред и по Медена земја се навикна на неговиот автентичен вкус, со кој се диференцира од останатите бранови, правци и движења. Тој користи земјана палета со истиснати десатурирани тонови, сивило кое треба да репрезентира безнадежна стварност. Со оглед на неговото редуцирано време трајање, морам да ги пофалам монтажерите, кои направиле липосукција на севкупното диегетско сало и не дозволува да запре чинодействието од мигот кога Фахрие ќе ја согледа незината екзистенцијална цел, која непокорно ќе ја реализира, наспроти препреките на околината. Конзистентно дело со непречена динамика. Музиката на Жулиен Пайно е терцијална во овој филм, одсутна е во делото со функција да го придружува молкот на Фахрие во транзиционите сцени на филмот, кај што можев да наслушнаме на вокална интерпретација која ми наликуваше, односно звучеше, како една мелодиска линија на домашна народна композиција. Режисерката Блерта му асистираше на Кастриот Абдили за неговиот филм Враќање. Таа уште во првиот краток документарен филм кој што го режираше, се заложува за прикажување на младите девојки во рамките на косовската телевизија, односно како нивното презентирање има удел врз мнението за нив, што го добиваат младите гледачки. Косовската војна ја опишува преку сведоштвата на момчето во Ѓаковица 726. Последниот краток филм кој го режира ги тематизира проблематиките на традиционалистичките заостанати обичаи на договорените бракови, кои се практикуваат во Лена и јас,
Краткиот игран филм во кој Блерта за прв пат соработуваше со актерката која на свој грб ќе го носи нејзиниот нов филм, Илка Гаши, која ќе се сосредоточат нејзините тематски интереси на кратките филмови од минатото. Многу лесно ќе дојдеме до заклучокот на изборот на проблематиките кои ги разработува Улиште, односно местото на косовската сопруга во денешницата, наспроти закоравените обичаи на околината и последиците на војната, компоненти кои не се непознати за Блерта, напротив, тоа се добро проверени предложки кои се рафинирани во едно концизно долгометражно дело. Филмот ја имаше својата премиера на Sundance, кај што се закити со 3 награди, а јас имав можност да го гледам на Cinedis, кај што исто така зема Гран При на фестивалот, така што уште од минатата сезона на видеологија ми е погледнат, но не во целост и не го анализирав, затоа што морав да ја напуштам киносалата последните 15 минути, за да го фатам почетокот на проекцијата на Меморија на Верастета Кул, кој се поклопуваше со овој филм, па мојата професионалност не ми дозволи да рецензирам недогледан филм, без разлика на тоа што ми фалеа само последните сцени. Потоа филмот играше на Карлови Вари, Хелсинки, Цирих, Бусан, Варшава, Сиднеј, Солун, Стокхолм, станувајќи косовски представник за интернационален Оскар. Филмот кокетира со широките маси и протагонистката лесно ги добива симпатиите на аудиториумот, навивајќи за да може таа да се избори за своето место во општеството, наместо да се придржува до предодредената позиција на жената во домот. Филм кој овојкорачува борбата за преживување на една самохрана мајка и нејзиното семејство, не подклекнувајќи на беспомошноста, започнувајќи бунтовен отпор против традиционалистите со помош на масовно производство и продажба на ајвар во капиталистичкиот свет. Филм за суверенитетот на една личност покрај сите нелогични препреки на околината и судбината. Хероините не се плашат од озборувачи, но озборувачите се плашат од хероини. Ако морам да го евалуирам, тогаш Хајв од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 203-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и постанатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!